Скопскиот аквадукт, водовод одамнина. Импозантен објект кој го плени окото и те враќа со силна возбуда и со посебно доживување во историјата. Многу раскажувања, ветувања, иницијативи, планирања и проекти за овој споменик на културата од релевантните институции. Но ние се обидовме да ја видиме фактичката состојба на терен. Според неговото датирање постојат многу мислења, некои кажуваат дека е од византискиот, рано византискиот, римскиот, не знам од кој период и од кога како датира. Јас ќе го побарам одговорот од човекот кој што многу години работеше на овој проект, несебично даде и од својот живот многу години во работењето, точно на аквадуктот. Па навистина, Васил Илиев може да ни кажете од кога потекнува аквадуктот? Согласно истражувачките работи што ги направивме од 2001 година, завршно со 20 септември 2005 година, и целиот проект за конзервација и реставрација што го финансираше Министерството за култура, со сигурност можеме да тврдиме дека овој објект е изграден во периодот помеѓу 527 и 535 година наша ера, односно за време на владењето на големиот македонец Оттал, јас го викам, царот Управда, Истинијан, или според латинизираното име, императорот Јустинијан I. Со ова вие што го кажувате се побиваат, јас не сакав и да спомнам на најавата, се побиваат оние мислења и кажувања кои што велат дека е граден аквадуктот конкретно 15 век. Па добро, со доаѓањето на османлиите, нормално дека се направени одредени интервенции на објектот, со оглед тоа што овој бил сепак капитален објект, се снабдуваше и горниот и долниот град со вода. Вкупната должина на водоводот од изворот Лаловец и Лабовец, кој се наоѓа во Глуово, значи во Скопска Црна Гора, изнесува некаде околу 10-10,5 километри. Со податоците што ги дава неговиот личен секретар Кесариски, тој изградил еден голем град, значи направил една голема реурбанизација на дотогаш зачуваните структури архитектонски, урбанистички што ги имал градот, затоа што Скопје постои на овие простори најмалку 7.000 години. Со подигањето на многу објекти, административни, воени, школски, он вика го снабдил градот со вечно течни води. Што му Прокопиј Кесариски вика дека го снабдил градот со вечно течни води, а он му бил личен секретар, тој е историчар, тој е писател во времето на Јустинијан, што значи он ги знае најдобро сите тие работи. Ако има, за да има фонтани, да има чешми, да има бањи, значи е потребно изобилство од вода. Тоа изобилство од вода е со изградбата на овој акведукт. Инаку сите тие подоснежни пишувања за градба или доградба на други водоводи, тие изворот го имат од Лепенец. Значи, не се слагаат правците, тоа може да биле, бидејќи градот растел, имало потреба и од други водоводи, што тоа сега ние го правиме, не значи дека еднаш ако се изгради еден водовод, дека тој не може да биде обновуван или не може да се изградат други, да се вклучат во таа мрежа. Водоводниот систем од камени од тули, од некогашните 200 лака, денес брои само 55, а повеќето од нив имаат огромни дупки на местата од каде се краделе камења или пак со текот на времето се одронил градежниот материјал. Објектот со години наназад стои обраснат во трева и бодливи растенија, но најсериозен проблем е барата која се создаде околу еден дел од аквадуктот и предизвика искривување на неколку лакови. Од Националниот конзерваторски центар најавуваат археолошки истражувања на теренот, а истовремено се бараат и средства за да се отстрани водата која помира од земјиштето. Ние дури вршевме некои истражувачки работи во непосредна близина и констатирана е трасата на водоводот од акведуктот до Скопската тврдина, уште таму некаде во 70-тите години, а подосна пред лоцирање на Американската амбасада, исто така се направени археолошки истражувања и констатирана е таа траса. Се прашањето е
почетната фаза на водоводот, како била транспортирана водата. По се изгледа дека во почетната фаза постоел еден канал, барем од овие димензии што ги имаме на самата мостовска конструкција на акведуктот, со ширина некаде од 80 до 84 сантиметри, висината изгледа била некаде околу 1 метар, бил покриен според едни податоци засведен, според други податоци, како што се и другите акведукти, да кажеме во Шпанија, во Франција, посебно акведуктите што се во Италија, кај што таму достигат и преку 100 километри должина, тие биле покриени претежно со обработен камен травертин, одредени плочи, големи по цела должина, за да може да се овозможи комуницирање хоризонтално по акведуктот и веројатно и тука била некоја слична таква конструкција. Овој монументален објект има две рампи, јужна и северна, има 53 столбови и 54 сводови. Во подоснежно време, бидејќи тие имат правилна геометрија, сводовите се полукружни, во турскиот период, тие што се обновени, тие имат прекршени сводови. За да се олесни тежината на столбовите, биле изградени и 42 секундарни отвори, некои од нив подосна добија челни зидови сводовите, а моментално сега имаме само на 8 сводови секундарни сводови зачувани тимпанони, што значи имаме една многу интересна конструкција во опус микстум, како што ние викаме, и мешана зидарија, или во некои делови кои се од подоснежена интервенција има и опус енкадр, значи нешто што во квадрат со тули, камен, комбинирана зидарија. Што се е потребно за да го имаме ние аквадуктот во една добра кондиција, форма, навистина да биде споменик на културата, како што да го? Тоа е проект за конзервација и реставрација на мостот, кај што треба да се применат исклучиво традиционални материјали, да не се промени начинот на зидање, за да може новите интервенции што ќе се направат подобро да се вклопат како изглед, значи да остане автентичен начинот на зидање, а исто така традиционалните материјали ќе овозможат да подобро се присврсти кон останатата конструкција. Треба да се направат археолошки истражувања за да се види начинот на фундирање, треба да се направат геомеханички истражувања, треба да се направи еден проект за урбанизација на просторот, а пред се треба да се заштити просторот, да не се дозволи во непосредната близина на објектот да се изградат непотребни објекти, за кои што потоа ќе жалиме сите. Постои уште еден подоток кој е помалку познат во јавноста, а е поврзан со акведуктот. Околу него се одиграле настани значајни за историјата на Скопје. Имено на полињата и редовите околу акведуктот се случиле најкрвавите битки помеѓу генералот Пиколомини, кој го запалил Скопје, односно помеѓу австриската и турската војска. Затоа и народот го нарекол местото околу акведуктот Кавгали, по тоа име било заведувано и во нивните тапии. Во тие полиња бил победен Махмуд Паша, но подоцна тука катастрофално била поразена австриската војска од Селим Гирај, татарски водач. Затоа на тој крај од Скопје постоеле многу турбиња, од кои денес делумно е зачувана само Алти Ајак. Подобно треба да се реагира ако сакаме да го имаме овој споменик на културата. Дали како таква градба е предвиден во генералниот урбанистички план, како што некои сакаат да го занемарат проблемот, воопшто не е важно. Важно е дека овој монументален и оригинален по својата градба споменик е наш еден и единствен. Акведуктот полека, но сигурно тоне во сопственото пропаѓање, а сите ние сакаме да се фалиме на светот дека имаме нешто грандиозно впишано во страниците на историјата.